Значи, оваа втора денешна пресконференција е по повод почетокот на пленарната дебата за предлог буџетот за 2015 година, што е закажана за утре. Буџетот за 2015 година, што го предлага владата, нема да направи ниту мал чекор во насока на стопирање на растичката сиромаштија во земјата. Она што сигурно ќе расте и за до година, како и за претходните години, е само задолженоста. Целата проекција на буџетот е направена врз некои неиздржани претпоставки и предвидувања и со големи нелогичности. Прво, македонската економија не може да издржи буџет од 3 милиарди евра. Тоа го докажаа сите претходни години. Второ, оваа власт нема капацитет за реални и издржани капитални проекти, што може да придвижат економијата и фактички да го почнат намалувањето на падот на стандардот на граѓаните. За пораст на стандардот тек треба поместување. Сега, соочена со лоши показатели, владата повторно се враќа на практиката за предвидување на релативно висока стапка на бруто домашниот производ, стапка на раст на бруто домашниот производ за до година, а која потоа не може да се оствари. Така, за до година владата предвидува пораст на бруто домашниот производ од 4%, што при инфлација од 2% ќе значи номинален раст од 6%. Кога тоа нема да се оствари, кој ќе биде крив? Владата или повторно ЕУ? Како што имавме во минатото случај. Во буџетот нема разумно образложение за предвидувањето врз која основа буџетските приходи ќе пораснат за 5% во 2015 година. Бруто домашен производ за 4%, а буџетски приходи за 5%. Нема образложение зашто. А ако тоа не се случи, ако не пораснат за 5% приходите буџетски, од каде ќе најде пари владата за да го наполни буџетот? Повторно задолжување. Како генератор на предвидениот раст за 2015 година, владата го смета капиталните инвестиции, кои пресметува дека во бруто износ ќе порасат за 8%. Како тоа мисли да го направи владата, кога за капиталните расходи за до година во буџетот се зголемени само за 0,6% од однос на оваа година? Второ, како мисли да го оствари тој обем на капитални расходи од буџетот или јавни инвестиции, кога за оваа година до крајот на месец август се остварени само 49% од овогодишните капитални расходи? Нелогичен е и предвидувањето и очекувањето за пораст на индустријското производство за 4,4% за до година, кога нема пораст ниту на странската побарувачка. Самата влада предвидува дека Европската унија ќе расте со низок процент до година, а нема ни домашна побарувачка, бидејќи стандардот на граѓаните е опаднат. За разлика од тоа, за земјоделството се предвидува раст од само 2,5% за до година, и тоа во услови кога на земјоделството од буџетот му се даваат големи субвенции и за до година големи субвенции. Сега, буџетот ќе прими субвенции и ќе има раст од 2,5%, индустријското производство нема никаква поддршка, а ќе порасне 4,4%. Која од овие две проекции е погрешна? Или па и двете се погрешни? Градежништвото за до година треба да има најголем раст, тоа е секогаш кога предлага буџет оваа влада, раст од 7,5%. Меѓутоа, нема услови и нема договори за извоз на градежни услуги во странство, а опаѓа и домашната побарувачка за градежни услуги. Од каде ќе се најдат парите? И конечно, владата за година предвидува пораст на бруто домашниот производ од 4%, помал апсолутен износ на дефицит од оваа година, а повторно дефицитот за до година треба да биде 3,5% од БДП. И прашањето е, тоа е ненамерна грешка или за таква голема грешка се крие нешто друго? Влада треба да одговори на овие поставени прашања и утре има експозе и веројатно ќе има можност. За да само предупреди што носат огромните задолжувања на граѓаните, тоа се огромни камати, заспано стопанство и сиромашти. За жал, власта веќе нема начин тоа да го спречи, ниту да го сокрие. Грешните политики почна да земат данокот на грбот на граѓаните. Благодарам. Ако имате сега некои прашања, повелете.
владата мора да предвиди толкав буџет, веќе си има задолжена. И заради тоа не предвидува ни драматични промени на другите ставки. Она што го кажува за до година во рекламирање, дека многу ќе придонесе за развој на економијата, се инвестиции во патишта и инфраструктура. Да, меѓутоа не предвидува доволно средства за тоа. Капиталните расходи се зголемени 0 за до година, предвидена 0,6% поголеми од оваа година. И овогодишните не се остварија и нема се остварат, а до година тек нема се остварат, а не се ни поголеми. Проблем ќе биде многу голем, меѓутоа ајде да видиме што стварно ќе се случува и како ќе се одвива.